Резиме малку на почеток. Заклучивме дека сме во војна и тоа во постојана војна, постојано војување. Потребно е да се подготвиме и секој миг да го користиме за обука, за подготовка, за тоа како вешто да управуваме со целото тоа Божие оружје, значи кое што е Божие, не е наше, меѓу кои го истакнавме мечот на духот пред 2 саботи, но покрај мечот, минатиот пат зборувавме и за 2 работи кои што навиду може би се едноставни, но исто така многу битни. Рековме дека мораме во ова динамично време во кое што живееме да се научиме да застанеме, да мируваме, за да познаеме и да сватиме дека Бог е присутен и дека Бог е тој кој што ги бие битките. Знаете, во таа динамика, во тој ритам во кој што на некој начин не тера целото ова современо општество, може и да не најдете време и може и да заборавите на Бога, може да заборавите каде се наоѓа силата и да тргнете во своја сила, во совладување на сите пречки и предизвици во животот. И истакнавме дека ако не научиме како вешто да војуваме, тоа ќе биде многу лесно совладани од ѓаволот, кој што е многу моќен непријател. Значи да застанеме, да мируваме и да го почувствуваме гласот на тишината, односно во таа тишина да го ослушнеме Божиот глас. Тоа беше од минатата сабот. Сега ќе започнам со стихот во Исаија 26 глава, 3 стих. Кој што гласи вака, Исаија 26:3. Цврстиот по дух ти го пазиш во совршен мир, зашто на тебе се надева или на тебе се подпира. Видите, за да бидете цврсти, во духот, а на еден војник му е потребна таа цврстина и храброст, потребно е да се подпирате, да се надевате на Господа. Исус е тој кој што е најдобар пример за се, па и за ова. Целиот животот што го живеел на земјата, кој што, меѓу другото, значи, е пример за нас, христијаните, како треба да живееме, го живеел подпирајќи се на Бога. Во многу прилики вели дека, па и самиот вели, јас не можам ништо сам од себе. Или можеме да кажеме дека бил фокусиран на Бога. Некоја сабота порано спомнувавме за тоа фокусирање во една малку поинаква конотација. Јаков 1:8, тогаш го спомнавме исто овој стих, значи Јаково послание 1:8, човекот со разделена душа е непостојан во сите своји патишта. Тогаш истакнавме и рековме, мора да се фокусираме, а можеме да се фокусираме само на едно место, а ние често пати правиме де горе, де долу. Не може така. Вели, човекот со разделена душа е непостојан во сите своји патишта. Таквиот вика да не мисли дека нешто може да добие од Бога. Еден стих, некој стих погоре беше тоа. Во Ефесијаните 6:16, значи таа глава каде што се спомнати оние делови од Божјето оружје, 16 стих вели, при се тоа, земете го штитот на верата, со кого ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечестивиот. Верата како многу битен елемент во овој случај е штитот, но кои се тие и какви се тие огнени стрели, кои што ѓаволот не се штеди да ги фрла на нас, и тоа секој ден. Неговата цел е да не дефокусира, да не ги одвлече мислите, да ни наметне неисправни мисли, негативни мисли, сомнеш и така натаму, сето оно што може да не дефокусира од Бога.
И тоа го имаме секогаш постојано. Во истата глава, во Јаков првата глава, погоре се вели дека Бог е спремен да ни даде се. Во случајот беше мудроста, нели тамо, во некој стих погоре, но ние за да го добиеме тоа, мудроста или било што, сила да добиеме од Бога, потребно да се молиме и тоа вика со вера без сомневање, затоа што оној кој што се сомнева е како морски бран. Непостојан. Таквиот вели да не се надева дека нешто ќе добие од Господа. Значи, потребна е вера, потребна е фокусираност. Бог сака да ги има сите наши мисли, да ги насочиме сите наши мисли кон Бога. Еве да отвориме во второ послание до Коринќаните, 10 глава, и ќе читаме од 3 до 5. Второ послание до Коринќаните, 10, од 3 до 5. Зашто иако живееме во телото, не војуваме со телото. Тоа, мислам дека го разјаснивме, дека не станува збор за телесна, туку за духовна битка. Зашто оружјето на нашето војување не е телесно, туку е силно во Бога за разурнување на тврдини, па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога и ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христа. Видите, во таа битка, за да обстоиме, за да бидеме силни и да постигнеме успех, во битката треба да ја поробиме секоја мисла за послушност на Бога. А тоа мора да бидеме реални и отворени да кажеме дека воопшто не е лесно. Знаете, ако ги поробите мислите и ако мислите ги насочите, фокусирате на Бога, тогаш се друго е решено, затоа што се потекнува од мислите, се доаѓа од мислите. Значи, треба да застанеме, да најдеме време, да мируваме, да го послушаме неговиот глас, да отвориме Библијата, да дозволиме да тој ни зборува. И да ги фокусираме мислите. Значи, минатиот пат зборувавме како тоа треба да копаме, во Божјата реч. Значи, не е онака само површински, да се научиме вешто да го користиме мечот. Значи, не само ќе прочитаме стих, најчесто утрински, да речеме наутро, во 5 минути и толку. Туку да се фокусираме, да се концентрираме на тој стих, да извлечеме што е можно повеќе. Во молитва, да побараме Светиот Дух да ни разјасни што Господ сака да ни каже. Тоа е вистинско, длабинско проучување. Да отвориме во Евреите сега, 12 глава. Од 1 до 3. Повторно се зборува за онаа фокусираност. Каде треба да биде насочен нашиот поглед. Затоа и ние, и нашите мисли, нели? Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Имено размислете за него, кој претрпе од грешниците такви противења против себе си, за да не се истоштите и за да не станете малодушни. Внимавајте што ни кажа овој стих. Гледајте во Исуса. Гледајте на крстот, гледајте на тоа што претрпе за нас. Размислувајте за тоа, за да не станете малодушни, за да не се истоштите, за да не се изморите, за да истрчате трката, за да успеете. Интересно, самата сестра Елен Вајд кажува дека често пати треба да, односно дневно, по пола или 1 час, како беше, треба да размислуваме токму за тие последни часови од Христовиот живот и конкретно крстот. Таков еден пример на крст на фокусирање имаме во Стариот Завет. Сеќавате кога
во Броеви 21 глава, кога израелците, поради тоа што постојано искажувале незадоволство, сакале да се враќаат назад во Египет, па Господ им пуштил змии и отровници. И потоа лекот бил, откако му наредил на Мојсија да направи една бронзена змија на стап, да ја подигне, лекот бил, ако се фокусираат со својот поглед, да гледаат на таа бронзена змија, дека ќе бидат исцелени. Не е лесно, пазите. Ја баш денеска слушнав некоја ситуација која што се случила во Колешинската црква. Мислам, Зорица ќе ме поправи ако не беше така. Значи, ја ни спомна некоја ситуација како преку ден, преку прозор, отворен прозор, им влегла змија во црквата и попладнето која се собрале за служба, змијата на клупата. И замисли си, само една змија да ви влезе тука, дали ќе ви биде лесно да го насочите погледот на некое друго место? Или сите ќе гледаме кај да фатиме, односно ќе бидеме заокупирани, нашиот поглед ќе биде заокупиран со змијата. Тоа представува опасност. И сега замислите си, стотици можеби змии долу на земјата, а тој им вика да погледот го насочат и го фокусираат на бронзената змија која што Мојсија требало да ја издигне. Затоа требало вера. Замисли си да сте среде змии и отровници и сега да гледате таму некаде на трето место. Меѓутоа тоа е таа фокусираност. Што вели Јован 3 глава 14 и 15 стих, како надоврзување на ова, значи Јован овде алудира на тој случај, го спомнува, Јован 3, 14 и 15 вели, и како што Мојсија ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и синот човечки. Та секој што верува во него да не загине, да има живот вечен. Секој оној кој што ќе гледа на него и ќе поверува. Или Јован 12:32. Што вели таму самиот Исус, кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе. Која е таа привлечна моќ на крстот Голготски? А од ова највеќе се плаши ѓаволот. Да бидеме привлечени кон Христа, да бидеме привлечени кон Бога. А Бог настојува токму на тоа да не научи, да се фокусираме сите наши мисли на Господа, на неговите дела, пред се на крстот Голготски, за да можеме да успееме во војувањето против силниот непријател. А ѓаволот пак од друга страна, на икс начини денеска сака да не дефокусира. Да мислиме на нешто трето. Се и се, на било што да мислиме само не на тоа, на што треба. Прво послание до Коринќаните 1:18. Зашто Словото, мислам овој стих, или некоја мисла, кажа денеска Јани околу ова, зашто Словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, а за нас, кои се спасуваме, Божја сила. А таму во Ефесијаните, во 6 глава, пред да почне да ги набројува оние делови од Божјето оружје, во 10 стих, Павле ќе спомне, најпосле јакнете во Господ и во силата на неговата моќ. Тоа е првото и основно. Џабе ви е сето оружје, ако не јакнете во Божјата сила, затоа што вие сами не можете. Во истата таа глава, Ефесијаните 6:18, сега навлегуваме во еден друг момент, значи фокусираноста ја спомнавме. 6:18, откако ќе ги наброја сите елементи, сите делови од тоа Божје оружје, видите што вели во 18 стих Павле. Со секаква прозба и молитва, молете се во духот во секое време, значи постојано, со други зборови, и заради тоа бдејте со сето постојанство, повторувам уште еднаш, и со молба за сите свети. Постојано молете се. Уште еднаш, постојано молете се. Знаете што вели Елен Вајд за молитвата?
Да, молитвата е разговор со Господа, нели, во една прилика, во една друга прилика вели молитвата е дишење на душата. И се замислите си го, вие војникот, облечен и спремен во сето тоа Божие оружје, а не дише. Значи, тој е мртов војник. Колку што не можете без дишење, толку не би требало да може, и не можеме, всушност, без молитва, за да успееме во таа духовна битка. Затоа е споредена молитвата со дишење на душата. Без вода ќе издржите некој ден, без храна е многу повеќе, ама без дишење, во прашање се секунди, кај некој може и некоја минутка. Вижте што вели во пораката до младите. Молитвата е дишење на душата. Таа е тајната на духовната сила. Значи, треба да застанеме, да најдеме време, да најдеме тивко место, да го слушнеме Божиот глас, да ги фокусираме нашите мисли на Господа, на вечните вредности, на небото и молитвата, како многу моќно оружје, односно вели таа е тајната на духовната сила. Нито едно друго средство на милоста не може да ја замени, а при тоа да биде сочувано здравието на душата. Замислите си, молитвата ништо друго не може да ја замени, ако сакате да имате здрава душа и здрав духовен живот. Нема шанси здрава духовност без молитва. И да извојуваме победа во битката. Молитвата го доведува срцето во моментален контакт со изворот на животот и ги зајакнува жилите и мускулите на религиозното искуство. Ја мислам дека војникот и сила му треба и снага, и мускули, и се. Спремност за борба, а за тоа е потребна молитвата. И тоа, знаете, не 2 минути молитва, не 5 минути молитва, туку длабоко дишење, така да кажеме. Ако молитвата е дишење на душата, нам ни е потребно длабоко дишење. А длабокото дишење е како здраво, нели, за многу нешта. По тоа подразбирам длабока врска со Господа. Значи, молитва баш онака суштинска, не мора да значи дека тоа треба да биде 2 или 3 сати, или не знам. Иако Исус знаеме дека поминувал некојши цели ноќи. Во молитва, во разговор со Господа. Длабокото дишење што прави? Или ја подобрува циркулацијата. Целокупната циркулација, а здравието на телото е баш во добрата циркулација. Ако имате добра циркулација, ќе имате и добро здравие. А за длабоко дишење нормално треба да се рекреирате, треба физички активности. Длабокото дишење исто така го подобрува апетитот. Значи, ако имате редовна, суштинска молитва, ќе ви се подигне апетитот за Словото Божие. Длабокото дишење исто така и донесува мир. Ве смирува. На тој начин имате само контрола над себе, за која што нели стана збор во претходните предавања, дека и како многу битна. Само контрола. Значи, еве, овие 2 саботи спомнавме неколку вештини на војување, ќе видиме понатаму како ќе течат работите. Сите овие нешта се неопходни и потребни. Да не се залажуваме дека можеме да успееме без ова. Нормално, битката е Божја, меѓутоа, наше е да се подготвиме, наше е да се обучиме. И затоа, еве пак ќе истакнам, еднаш порано кажав, црквите и службата и сето она што се случува од црквата треба да биде во правец на наша обука и подготовка за таа битка, а да не биде циркус или забава, туку подготовка за битката. Ние сме среде војна. И така и сериозно треба да го сватиме нашиот живот. Ѓавот не мирува, ниту во еден миг не спие. Малку ако не фати заспани, како Давид, знаете, тој ден рекол, ајде сега, не одам на битка и знаете што направил.
Толку му треба на ѓаволот. Затоа нека Господ ни помогне да бидеме будни, да бидеме во молитва, да најдеме време за Божјата реч, да најдеме време на молк, на тишина, да го слушнеме неговиот глас и неговите совети, упатства и така ќе успееме. Нека му е слава на Господа. Амин.